Ali да речеме ја инклинирам кон тоа дека сватиле они дека дојде време за фајронт. Оти ако нема луѓе, нема ни од кој да собираат даноци. Нив у суштина мислам дека основна работа што ги интересира се даноци и пари. Не ги интересира луѓе, меѓутоа ако нема луѓе, нема ни собирање на даноци. И Мицко направи една ментална гимнастика. Он ја даде бројката од 2016 до 25. Меѓутоа ако се вратиш назад од 30 години, 95-та, бројката е преполовена. Од 31 е на 16. Чи бројката реално у независна Македонија е преполовена и тенденцијата иде надоле. И наместо они да стимулираат, да речеме, само одгруја неколку мерки. Купи куќа, купи стан, да. Кредитот дел да го финансира државата. Бесплатно куќи, неколку типа, да не правиш проект. Пошто проектот ти е сега више 10.000 евра. Имаше ли мерка продажба на плацови у Илинден и на неколку други места низ државата? Нова Тоа се населба се мерки, направи таму, а не ова со даноци, со закана, со присила. Ама, јас лично мислам дека денот кога он го уфрли ова у игра, беше за да го покрие негативниот извештај од Европскиот парламент, односно дебаклот кој што го доживеа и кога видоа дека таму има дебакл, проба да ја сврти дискусијата кон данокот на немажени, неженети и така натаму.